Play In. Земја на граници, изложба на фотографии. Прво беше представена во Охрид, а вчера вечер беше представена во Битола. Што содржат тие фотографии, погледнете во приложение. Синоќа во Битола представена изложбата насловена како Земја на граници. Фотографиите и сликите кои беа изложени се од самите бегалци, фоторепортери, организации и активисти кои го пренесува нивниот секојдневен живот во Македонија, што не би можеле да го видиме преку медиумите. Поводот на изложбата е да ги известиме граѓаните, да го подигнеме пред се нивото на солидарност меѓу граѓаните, за тоа што се случува во Македонија во поглед на бегалската криза. Многу граѓани не се свесни дека моментално во овој период живеат со нас бегалци, меѓутоа живеат маргинализирани во затворени кампови и не им е овозможено да излезат од тие кампови. Немаат легален статус, немаат право на образование, на работа, на здравствено осигурување и така натаму, но сепак се дел од нас, зашто тука живеат во границите на нашата држава. Зошто во Охрид бевме прво, како што спомнавте, бидејќи во Скопје веќе е обработена темата, во Охрид досега не беше обработена и бидејќи изложбата е интерактивна, најдовме на огромна поддршка и соработка од граѓаните. Имавме доста одговори на прашањата кои што ги поставувавме. Сега сме среќни што сме гости на Манаки фестивалот во Битола. Се надеваме дека и битолчани ќе ни одговараат на прашањата, па ќе изложиме дел од нивните коментари. Па потоа се надеваме да одиме во други градови, пред се помали градови, кои што не биле во директен контакт со бегалската криза или кои што немале пристап до информации. Така, како бевте задоволни од посетеноста на изложбата во Охрид? Бевме презадоволни, иако на отварањето грмеше, имаше неверојатен дожд, мислевме дека никој нема да дојде, меѓутоа имаше доста луѓе, имаше многу голема соработка, како што кажав и претходно, и допревме емоционално до луѓето, дури имаше луѓе што заплака, што се замисля и за собствените животи, за собствените избори, собствените размислувања, предрасуди и така натаму. Во изминатиот период, скоро година и пол, од постојањето на бегалската криза во земјава, имаме наши фотографии кои што беа секојдневно на терен и кои што одвоија дел од своите фотографии за да ги можеме ние да ги покажеме на јавноста до оние наши граѓани кои што не беа во тие градови каде што минуваше оваа рута на бегалците. А од друга страна имаме фотографии кои што се од активисти кои што беа присутни на терен и фатија некои моменти кои што се мощни, интересни, емоционални. И имаме другиот дел од изложбата е да речеме слики нацртани од еден уметник кој што е во Гевгелија, Шерго Муса од Сирија, кој што го видовме дека црта на обична хартија, па после му земавме и блок, сите тие материјали кои што треба и човекот направи прекрасни слики. И имаме и цртежи од дечињата со некои нивни пораки кои што се нели во кампот во Гевгелија и сметаме дека овој концепт е многу интересен за да може било кој граѓанин, дури и странец кој што би дошол на фестивалот, да се запознае со нивниот транзит, со оние кои што станале тука и кои се нивните сништа, кои се нивните размислувања, преку одговарање на прашањата кои што ги има на самите фотографии. Насловот е Земја на граници. Зошто се одлучивте баш за ваков наслов? Затоа што за жал во март месец оваа бегалска криза на еден начин беше официјално прекината од страна на Европската унија, кога забрани влез од Грција кон територија на Република Македонија и кон Европа понатаму, но направи една многу голема грешка, тоа е што нивниот закон почна да важи ретроактивно. Тие бегалци кои што останаа во Република Македонија или во Србија или во другите земји, останаа заглавени тука. И за нив нема
правна рамка и те немаат правен статус во нашите држави. И многу е тешко и да се работи со нив, многу е тешко да им се помогне, уште потешко е да се најде начин како да се соединат со своите семејства во Европа, бидејќи повеќето од нив имаат семејства кои што се во Европа тргнале за да бидат заедно и сега се нашли во Македонија, каде што не може да излегуваат повеќе од 6 месеци од кампот. Дечињата, сите наши дечиња тргнаа на училиште, тие немаат можност да тргнат на училиште. Значи условите во кои што живеат, ние се трудиме сите да им бидат подобри, но не се еднакви како на нас граѓаните на оваа земја. Дали може би имате информација дали има вакви во Македонија иницијатори како вас кои се заангажираат за бегалската криза? Ако зборуваме конкретно за фотографии, многу е битно да се знае дека многу организации, многу индивидуалци, многу активисти, волонтери, луѓе кои што едните донираат, другите работеа макотрпно на терен, веќе година и пол цело време откако беше движењето од Грција кон Србија и сега во камповите доаѓаат и им дават поддршка на овие луѓе. Значи секако дека ние не сме единствените, се знае голема е бројката на тие кои што донира и на оние кои што работат се уште во камповите со бегалците. До секоја фотографија на изложбата беа поставени и прашања кои во споредба со бегалците ние секако би ги одговориле поразлично. Еве и дел од нив. Зошто патуваше последниот пат? Службено или можеби за одмор на некоја плажа или планина? Бегалците патуваа за да ги пронајдат своите семејства или некое засолниште. Што би зел со себе ако заминува за секогаш? Би одговориле се што ни е потребно, но бегалците земаат само еден ранец или можеби ништо. Овие прашања се со цел да го споредиме нашиот живот со нивниот и да си ги најдеме заедничките борби.
Play In.